Или пазаруваат на погрешни места или во странство, па не знаат што се случува со цените во маркетите. Но тие раснат и се потешко се живее, порачаја денес од синдикатот. Синдикалната минимална кошничка која пресметуваме по новата методологија од декември е зголемена за 4600 денари, додека пак инфлацијата во Македонија за првите 6 месеци е 3,65%. Или не се пресметува инфлацијата како што треба, или пазаруваат на погрешни места во погрешни маркети каде што цените се навистина ниски, или пак пазаруваат во странство. Ние не знаеме како да преживееме со 4600 денари, зголемени трошоци за живот на едно 4-члено семејно домаќинство, а зборуваме за зголемување на платите кое е уитно и неопходно, а од другата страна слушаме изговори дека цените ги подгреваат зголемувањата на платите и дека заради тоа се зголемувале цените. Прашувам јавно, зошто цените се зголемуваат и покрај тоа што платите на вработените во државата не се зголемуваат оваа година поради изборите? Според синдикатот, минималната плата треба да изнесува 450 евра за приближно да се стигне до инфлаторниот чекор. 50 евра не само што е реалност, туку и неопходно, особено поради тоа што ние укажувавме цело време дека додека ние разговараме дали треба да се зголеми минималецот во Македонија, државите од регионот го зголемуваат со забрзано темпо, па така реперот Црна Гора, каде што имаше 450 евра минимална плата, во наредниот период ќе има 600 евра плата за вработените со основно и средно образование, до 800 евра минимална плата за вработените со високо образование. Бугарија ќе има 500 евра, нашите колешки и колеги од Србија преговараат за 500 евра минимална плата и сметаме дека не смееме да си дозволиме како општество, како држава, како работници, како синдикати да дозволиме нашите работници да бидат најниско платени и повторно Македонија да биде елдорадо како во 2008 година за странски компании кои ќе сакаат да го експлоатираат македонскиот работник. Оваа синдикално барање има стаж од неколку месеци, но од владата за сега не го ставаат на дневен ред, избегнувајќи ризик од инфлаторна спирала, објасни премиерот Мицковски на оваа тема.